Владата на вчерашната седница одлучи да нема полициски час, откако Комисијата за заразни болести во понеделник достави предлог до владата за полициски час во местата каде има најголем број заболени. Наместо тоа ги задолжи МВР инспекторатите да вршат засилени контроли во подрачјата со поголем број новозаболени од коронавирусот. Владата исто така одлучи секој што ќе прекрши мерката за изолација ќе биде санкциониран со државен карантин. Засилени контроли и мониторинг ќе се врши во таргетирани подрачја во градот Скопје, Куманово, Липково, Штип, Карбинци и Тетово, но и во околните населени места, каде што бројот на новоковид диагностицирани пациенти е многу висок. Согласно овој заклучок, предлогот за воведување рестриктивни мерки ќе биде разгледан во Комисијата за заразни болести. Во оваа насока владата ги задолжи Министерството за внатрешни работи, Инспекцијскиот совет и Финансиската полиција да изготват посебни акцијски планови за контрола и за спречување на отстапување на мерките за заштита, како и санкционирање на секое непридржување до донесените мерки.